Почитувани, така наречената новогодишна кошничка е нова измама на граѓаните од страна на власта. Повторно, како и со есенската кошничка, владата свесно манипулира со граѓаните, а ги штити трговците. Мицкоски намерно им остави време на трговците да ги качуваат цените за сега, кога ќе се намалат да нема никакво реално намалување. Нема да има намалување на цените, но ќе има зголемување на профитите на грбот на граѓаните. Колку долго ќе гледаме како ВМРО ДПМН ги штити трговците и тајно договара лажни кошнички, додека граѓаните едвај врзуваат крај со крај. Почитувани, еве ги фактите. Пред воведување на лажната кошничка, трговците тивко и очигледно во договор со Мицкоски ги покачија цените на основните прехранбени производи за 15 до 20%, со што ударот врз домашниот буџет на граѓаните стана уште посилен. За ова секојдневно сведочат граѓаните. Конкретно, ако ги погледнеме цените во маркетите, пакување од 10 јајца сега се 90 денари, а неодамна чинеа 75 денари. До пред 2 недели зејтинот се продаваше за 82 денари, сега е 89 денари. Цената на кашкавалот најмногу се зголеми и сега е околу 500 денари за килограм. За килограм кашкавал граѓаните сега мора да платат 497 денари, а беше 429 денари. Речиси 70 денари зголемување за кило. Исто е и со многу други производи. Новогодишната кошничка е само ефтин пиар да се прикаже дека владата нешто прави, додека суштински ништо не се менува. Ова не е грижа за граѓаните, ова е измама. Додека граѓаните се борат за основните потреби, функционерите на ВМРО ДПМН уживаат во комфор и високи плати. Фрижидерите на граѓаните ќе останат празни за новогодишните празници, а власта ќе се луксузира. Пензионерите и работниците со минимална плата се соочуваат со дилемата дали ќе купат храна, да платат сметки или да издвојат за лекови. ВМРО ДПМН нема решенија, нема резултати, само лаги и манипулација. 6 месеци власт и оваа влада не испорача ништо, освен зголемени трошици за граѓаните. СДСМ има решение. Вистинска мерка која што ќе донесе реална и долгорочно намалување на цените е предлогот на СДСМ за укинување на ДДВ на храната. Оваа е мерка која што ќе трае цела година, а ефектите граѓаните ќе ги чувствуваат реално. Доста е од лаги. Граѓаните заслужуваат честна и одговорна власт која работи за граѓаните, а не за трговците и нивните профити. Ви благодарам.